Отвори ја раката. Браво, Анастасија! Super. Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich heiße Anastasia und heute sind wir in einer Kinderspielhalle in Skopje und treffen jemand sehr Bekanntes, der für uns Zaubertricks macht. Und wer neue Zaubertricks lernen möchte, kann gerne dranbleiben und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Los geht's! Zdravo dečki, ovo je moj današnji gostin Kristjan i on je najpoznat magioničar v Makedoniji. Zdravo Kristjan. Здраво, Анастасија. Сега ќе направиме една магија со две топчиња. Добро. Гледаш, имаме две топчиња. Сега испружи ја раката овака. Едно топче ќе ставам во твојата рака. Добро. Едно топче ќе ставам во мојата рака. Dobro. Твоето топче ќе го држиш силно во раката, стегни ги прстите силно, најсилно што можеш. Океј. Сега јас ќе дунам во мојата рака и види. Моето топче исчезна. Да видиме што има овде. Отвори ја раката. Како го направи ова? Двете топчиња дојдоа кај тебе. Браво, Анастасија, ти ја направи магијата. Да Супер. Сакаш ти да станеш магионичар. Може. Да бидеш Сакам. еко магионичар, да бидеш моја колешка магионичарка, може? Може. Сега ќе те научам да станеш и ти вистински магионичар. Договорено? Договорено. Анастасија, за да станеш вистински магионичар, потребно ти е едно вистинско волшебно стапче. Океј. Овели, држи го стапчето, пати го овака погоре. Овде. Добро. И овде имаме една саксија. Добро. Сега во оваа саксија ти ќе засадиш цвеќенце, но нема да засадиш цвеќенце да ставиш семе, да го покриеш со вода, да го со земја, да го полеваш со вода. Туку ќе го направиш цвеќето со магија. Може? Океј, Да може. повели земја саксијата, јас ќе ставам една невидлива семка од цвеќенце, ќе ја ставам натре, а ти ќе направиш чирибу и да видиме што ќе се случи. Dobro. Шириба, ширибу. Браво, Анастасија! Стана вистински магионичар, засади едно вистинско волшебно цвеќенце. Можеш да го мириснеш цвеќенцето? Како хубаво мириса. Браво, Анастасија! Сега и ти си магионичар. Супер. И сите дечиња кои што сакаат да станат екомагионичари, да прават магионичарски трикови заедно со мене, тоа може да го направат на мојот YouTube канал, каде што секоја недела ќе објавувам видеа кај што децата ќе може да учат трикчиња како да станат и тие вистински екомагионичари. Линкот до каналот ќе може да го најдете во опис на ова видео. Супер. Имаш уште еден трик? Да, секако. Ајде. Анастасија, кажи ми, дали играш карти дома? Да. Да, кој е подобар, тато или мама во карти? Тато. Тато е подобар? Тато. Да. Сега ќе ти покажам една магија која што ќе можеш него да му ја правиш додека играте карти. Направи со раката овака, држи ја раката овака на маса. Кажи ми, која карта е ова овде? Ова е... Десетка, детелинка. Така, Добра. десетка детелина, црна карта. Ова десетка детелина ќе ја ставам овде да ја држиш со палецот, држи ја со прстот, Добра. така. Кажи ми сега, која карта имаш во рака? Десетка детелина. Без да гледаш, значи нема да гледаш, јас ќе покажувам, еве десетка детелина, така држи ја десетката. Добра. Држи ја кај тебе е десетката. Која карта е ова? Деветка баклава. Добра. Деветката баклава ќе ја ставам горе, овака. Ја ќе ја земам долната карта. Кажи ми, која карта е кај мене? Кај тебе е десетката детелина. Десетката, да, десетката детелина. Сега, ако десетката детелина ја сменам со долната карта, а оваа карта ја ставам горе, кажи ми, која карта е горе? Горе е баклава. Горе баклавата, деветката, а долу? Доле е десетката... Десетката детелина. Да. Е, сега види, немам ништо во мојата рака. Добра. Ќе направам една овака. Сврти ги картите. Како го направи ова? Супер. Добре, не е фейк. Кристијан, дали ќе можеш да ми покажеш еден трик? Се разбира. Кажи ми, дали сакаш магично трикче со зајче? Може. Да, види ова зајче. И го ставиме во мојата рака овака. Сега испружи го прстот и бутни го шамивчето внатре во мојата рака. Така. Сега треба да ги кажеш магичните зборови. Чириба, чирибу, дувни еднаш. Чириба, чирибу. Дувни и зајчето го нема. Сега, овде имам една
една марама на која што има шапка. Добро. Нели знаеш дека магионичарите ги вадат зајчињата од шапка, така? Да. А затоа сега ова шапка гледаш дека тука нема ништо, направи со прстот овака. Така, добро. Сега, ако направиш овака со раката еднаш, направи една шапка, добра. Да видиме што се случи. Натрева шапката дојде нашето зајче. Океј, ова беше навистина добар. Имаш уште еден? Да, нова магија не ја направив јас, ти ја направи. Ти беше магионичарот. Сакаш уште една магија? Може. Ајде уште една. Кристијан, што ќе ни покажеш сега следно? Анастасија, сега ќе направим една магија која што сум 100% сигурен дека многу ќе ти се допадне. Кажи ми, дали сакаш ти зајчиња? Да, многу. Да. Сега Анастасија затвори ги очите овака и замисли си едно мало сладко зајче. Добро. Добро, го замисли. Добро. Отвори ги очите. Така ќе ги замолам и децата кои што го гледаат ова исто да ги затворат очите и да замислат едно мало сладко зајче. Сега ти заедно со дечињата кои што гледаат, патете ги зајчињата овака. Пати го зајчето, извади го надвор вака. Цк. Така, погали го зајчето, стави го на маса, погали го, така. Сега твоето зајче треба да го дубнеш во оваа кутија. Дубни го внатре. Чекај, го отворам, дубни го внатре. Така. Сега со раката направи абракадабра. Абракадабра. И да видиме Анастасија направи да се појави мало сладко зајче. Упс, нема ништо. Ги замолам и децата кои што го гледаат ова да ја направат исто магијата заедно со Анастасија. Испружете ја сите едната рака овака. Заедно со Анастасија направете абракадабра. Абракадабра. И да видиме што се случи сега. Во кутијата имаме мало сладко зајче. Дали ти се допаѓа Грицко? Како се вика? Грицко. Браво, Глицка. Грицко е мало сладко зајче. Кристијан, знаеш ти дека ние во школа многу работиме со темата рециклирање од отпадоци и дали ќе можеш ти да ми покажеш што можеме од нешто старо да направиме нешто ново? Се разбира, сега ќе видиме една еко магија со овој весник. Анастасија, кажи ми што е ова? Весник? Да, еден стар весник. И сега кажи ми, овој стар весник, ако му направам еднаш овака цк, ако овој стар весник го искинам еднаш, ако овој весник го скинам уште еднаш овака цк, скинам вака уште еднаш, ако го искинам уште еднаш овака, уште еднаш овака, упс, да го земи оделчем, го ставам тука овака. Кажи ми сега, Анастасија, што е ова, што добивме? Хартија. Хартија, едно ѓубренце, така? Едно ѓубре. А кажи ми, дали знаеш, дали ова старо ѓубре може да се претвори во нешто ново? Да. Да, за таа магија потребен е волшебниот збор рециклирање. Тоа е магијата на рециклирањето. Сега, Анастасија, кажи рециклирање. Рециклирање, ајде уште еднаш заедно. Рециклирање. Браво, дубни. И имаме нов весник. Браво, Анастасија, сега научи магијата на рециклирањето. Кристијан, ова беше навистина кул. Како можам и јас ова да го направам? Не само ти, ова можат сите деца да го направат. Во Македонија имаме канти, имаме сина канта, на улиците сигурно си забележала дека има сини контейнери, зелени контейнери, жолти контейнери. Дали знаеш зошто служат тие? Тие контейнери служат за кога ќе земеме стар весник или старо пластично шише. И ако, например, пластичното шише го фрлиме во жолтиот контейнер на пакомак, тогаш ќе се случи истото тоа што го виде пред малку. Тоа од старо ќе се направи ново. Бидејќи кога селектираме, кога фрламе амбалажен отпад во боите на контейнерите на пакомак, тогаш тој отпад не оди на депонија, не ја загадува природата, туку се рециклира. Од старо се претвара во нешто ново. Ова порака за селекција на отпадот ја презентира во мојата детска екомагична представа, која што ја изведува во основни училишта во Скопје и во уште 7 други града на земјата и ја видува вкупно 50.000 деца, каде што ги учев децата во која боја на канта треба каков отпад да фрлат. Еве да повторим уште еднаш, Анастасија, во синиот контейнер фрламе хартија, во жолтиот фрламе пластика, а во зелениот фрламе стакло. Супер. И ако тоа го практикуваме, тогаш ќе имаме чиста животна средина. И наместо да си играме во ѓубриште, ќе си играме во убава природа.
Ова беше навистина поучно, ви викам сите ова истото го правите. Анастасија, пред малку виде како правевме заедно магионичарски трикови. Сега нема да правиме магија, туку ќе направиме фигура од балон. Добра. Имам еден балон. Овако, сега ќе ти покажам што ќе направам јас, а после заедно ќе направиме нешто со твојот балон, може? Ова е една француска пудлица. Пудел, фала. Сега ќе те научам како и ти можеш да направиш балон. Фигура Окей. од балон. Супер. Браво, Анастасија. Пукна. Супер. Кристијан, денеска беше навистина многу убаво и многу забавно. Дали ти знаеш дека уште малце на мене ми се ближи мојот роден ден? Дали ти би можел да дојдеш на мојот роден ден тука во Германија? Дали ќе можеш мене и моите другарчиња нови трикови да ни покажеш? Се разбира, јас настапам секаде каде што ќе ме повикаат родителите, така да може родителите да ги заследат моите социјални мрежи, Facebook, Instagram, YouTube и да ме поканат ако сакаат на некој роден денска или било забава od bilo koji tip. Leute, ich hoffe, ihr habt neue Zaubertricks gelernt. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein kostenloses Like und ein Abo von euch freuen. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hala. Ciao.